Следна моја соговорничка е градоначалничката на општина Битола, господја Наташа Петровска. Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и на вас и на вашите слушатели. Две теми се во фокусот, секако прво корона кризата, потоа ќе ве прашам и за предстојните избори, но прво она што е итно, а тоа е епидемиолошката состојба на општина Битола, која станува ново жариште, голем број на заболени. Планирате ли да побарате поригорозни мерки за вашата општина, бидејќи веќе видовме дел од општините ги затворија вратите за клиенти, поточно за граѓаните, воведоа некакви рестриктивни мерки, а дел од нив и побараа рестриктивни мерки. Како ќе постапите вие во оваа состојба? Не би рекла дека Битола е ново жариште, јас ќе речам сериозна здравствената слика на ниво на цела држава, имајќи ги во предвид анализите кои што ги имам направено со заболените што се случуваат на ниво на држава. Што се однесува до тоа кои чекори ги имаме превземено и во која насока се движиме, би го кажала следново. Веќе 2 недели општина Битола работи со поинаков режим, тоа значи работното време е организирано во 2 смени, со пауза помеѓу едната и другата смена, за да може просториите да се адаптираат соодветно со заштитните, да кажам, мерки. Ги следиме постојано бројките кои што се случуваат и во институциите кои што на заболени во институциите кои што се под надлежност на општината, тоа се јавните предпријатија и училиштата. Таму немаме алармантност која што покажува дека нема соодветна организациона поставеност со заштитните мерки во рамките на работата која што се изведува, и тоа го имаме и статистика и бројки. Но факт е дека на ниво на општина бројот на заболени е зголемен, и што е најлошото е тоа што пациентите се во критична здравствена состојба, за разлика од претходни периоди кога сме имале реално повисоки бројки на заболени пациенти. Значи имаме повеќе пациенти на кои што реално е потребна кислородна поддршка која што ја имаат по хоспитализацијата која што ја добиваат. Значи клиничката слика е полоша, да кажам, во споредба со претходните периоди. Што се однесува до тоа дали би барале на ниво на Централен кризен штаб поригорозни мерки, ценам дека Централниот кризен штаб од секогаш сериозно се поставувал и дека следејќи ги целокупните состојби, верувам во нивните следни чекори кои што ќе ги превземат, затоа што она што го правиме како општина е направено, но и она што тие како Централен кризен штаб го даваат како насоки, мислам дека е за респект и дека и во конкретнава ситуација соодветно ќе одговорат на целокупната здравствена слика на ниво на држава што ни се случува. Зошто потврли ефектот од полицискиот час? Еве кај нас во Скопје, например, главните собиралишта се кафаните преку ден, сабота и недела. Дали е таква состојбата и во Битола, па токму затоа е зголемен бројот на заболени секаде? Јас и во други прилики сум кажала дека за оваа тема кога зборуваме, сепак не смееме да го испуштиме оној аспект на односот на сите нас и на почитување на мерките, бидејќи имаме интересни, знаете, ситуација. Кога ги гледате бројките, да речеме, во образовните институции, ќе видите дека повеќе заболени има на онлайн настава отколку на оние кои што имаат физичко присуство, и тие бројки се случуваат и кај учениците и кај наставниците. Или ако ги гледате, да речеме, останатите институции, ќе видите дека таму каде што институционално се луѓето ангажирани со работните активности во рамките на јавните предпријатија, немате сериозни бројки, но на ниво на град имаме сериозни бројки. И тогаш кога ќе се запрашате зошто тоа е така, дефинитивно мислам дека е заради односот на сите нас како граѓани во делот на почитување на препораките на носењето на маски, на држењето на дистанца, кое што исклучително е значено да се случува, особено во кафулињата. Мислам, во рестораните генерално кои што ги имам согледано како да кажам простори каде што се почитуваат мерките, морам да кажам дека сепак во кафулињата имаме појава на форми кои што немаат строг почит на мерките, зашто ја повика пазарната инспекција соодветно да настапува и побарав извештај од нив, затоа што
и едно мало невнимание на било кој дел од теренот автоматски може да експоненцијална прогресија да ни направи која што ќе носи последици за сите нас. Така да мислам дека задоволни сте од инспекторите и од пазарната инспекција, но и од МВР како работи во вашиот град? По сите бројки кои што ги добивам на кризните штабови, сме една од општините каде што полицијата има изречено најмногу санкции, тоа значи дека на терен делува, но и бројот на санкции покажува дека сепак постојат граѓани кои што не ги почитуваат мерките. И затоа и во оваа прилика би сакала да упатам дека катадневно во нашето движење, независно дали е тоа на улица или во маркети или во локали, да сепак внимаваме на сето ова, бидејќи работата не е воопшто наивна и треба да гледаме сериозно и со широко отворени очи, од најодговорно сите прво како индивидуи и како личности. Господја Петровска, пред да преминам на прашањето за предстојните локални избори, морам да ви го поставам и прашањето зошто во оваа кризна 2021 во вашиот град, поточно во Битолската болница, конкретно се појавија низа скандали. Што се случува? Дали оваа кризни времиња ги вадат на површина недостатоците или сите сме некако префокусирани само на состојбата со коронавирусот, па можеби во сите други сектори потфрлуваме? Ова прашувам бидејќи има суспендирани двајца гинеколози, бидејќи пуштиле лице кое не е вработено во болницата да оперира, а на почетокот на овој месец март, има кривични пријави за 3 лица раководни од Битолската болница. Она што би сакала да го кажам за Битолската болница е што за мене како градоначелник е најважно во моментов е тоа дека располагаме со капацитети за да можеме по потреба на граѓаните и на пациентите на кои им треба хоспитализација и кислородна потрошка да ја обезбедиме. Значи капацитети постојат, дај Боже да не ни треба целосно да се искористат. Тоа е за мене најважно во моментов како градоначелник. Што се однесува до се друго, сакам да кажам дека и во рамките на институциите, не само кога зборуваме за граѓаните и за нивното одговорно однесување, туку и во рамките на институциите, сепак секој вработен ја носи одговорноста на своето однесување. Не би сакала да навлегувам во моментов за конкретни ситуации кои што се процесирани, затоа најмногу може да се каже раководството на клиничката болница или за нешто што се случувало претходно, па вклучително што се случува и сега, меѓутоа тоа не би го детектирала како слабост на целиот систем и на институциите, туку како карактер и однесување на индивидуите кои што согласно законските одредби јасно треба да бидат санкционирани. И тоа не се однесува само за здравствените институции, генерално за секаде и за сите институции каде што имаме општествено делување. Пак ќе повторам, она што за мене во моментов е најважно, да имаме добра организација на здравствените работници, на кадарот кој што треба да биде во оваа кризна состојба вклопен во поддршката кон ковид заразените граѓани и капацитетите кои што ги имаме. Дали повторно ќе ја побарате довербата од битолчани на предстојните локални? Значи, кога зборуваме за ваква сериозна тема, најпрво би рекла да сме сите во добро здравје. Сите ние, вклучително и јас како човек. Второ што ми е важно е годинава во која што доаѓа дури и во вакви околности, да е сепак година во која што ќе можам планираните активности да ги реализирам, затоа што тоа се основа за барање на мандат. И трето што би кажала во околностиве е дека немам начин да се пасивизирам. Сосема за крај, што ви остана незавршено од почнатите проекти? Да ви кажам искрено, она што е значено за ова, значи градежна сезона се улиците, за кои што постојат веќе проектни документации и јавните набавки, некои се завршени, некои се во тек, но динамиката со која ќе се одвиваат сепак зависи не само од тоа колку е останато или колку е градоначалникот или локалната самоуправа потребна да кажам способена или во кондиција да тоа го реализира, туку и сите овие околности кои што се случуваат. Во моментов ми е најважно да сепак ова жариште кој што ни се случува како здравствена слика на ниво на држава се реши. Инаку генерално земено
задоволна сум од она во која насока досега се одвивале работите, стабилноста, подготвеноста на проектите, привршувањето на некои од нив и тековноста на некои од нив кои што сега се случува. Градоначалничкиот мандат е 4 години. За жал ние како градоначалници се најдовме во 3 изборни циклуси, во една ковид криза, која што даде отежнувачки околности и јас сум задоволна од сето она како во сите овие околности како општина сме стабилизирани од аспект на финансии, од аспект на изготвени проекти, од аспект на тековни активности и динамика на изведување на истите. Господја Петровска, благодарам што одвоивте време во вашиот, како што разбрав вчера, распоред кој денеска е доста набиен. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време за утрински брифинг. Ви благодарам и вас. Имајте убав ден.